Женскиот фудбалски клуб Љуботен во снежни услови ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната. Амбициите остануваат исти како и претходно. Освојување на шампионската титула и токму поради тоа ангажирани се две нови засилувања како и нов тренер. Се засиливме со два играча нови, едната е интернационалка, ни доаѓа од Бразил. Има настапувано во најквалитетната бразилска лига, исто така и во втората по ранг. И втората е нашата македонска репрезентативка Александра Марковска, ни доаѓа од ЖФК Скопје, една од најдобрите играчи во средниот ред според многумина. Тие се двата новитети што се пристапени. Во моментов клубот има новост од тоа што во клубот повеќе не е шеф на стручен штаб Сузана Сирадиновска. Во моментов клубот ќе работи под покровителство, под палката на тројцата тренери, Дејан Савевски, Ивица Радонич и Филип Павловски како фитнес тренер, кондиционен тренер во клубот. Исто така, во моментот во потрага по странски клуб е Јурија Живич, моментов не е на подготовки и она е во барање на странски ангажман во меѓународно. Есенскиот дел од првенството го завршивте со еден бод за останување позади лидерот Тиверија. Кои се очекувањата од пролетниот дел воедно и амбициите на клубот? Со оглед на тоа што се засилуваме адекватно на позициите каде што бевме шкртливи, да не речем во минатата полусезона, адекватно се засиливме, се надеваме дека со овие две засилувања ќе атакуваме на шампионската титула и тој бод минус ќе го направиме барем во бод плюс на крајот на сезоната. Подготовките ќе се одвиваат во Тетово и на Попова шапка, а закажани се и првите контролни надпревари против лидерот на прволигашката табела Тиверија од Струмица и шампионот на Косово екипата на Митровица. Веќе стартувавме со припремија за пролетниот дел во средата на Водици, на големиот празник. Денеска гледате условите се малку зимски. Планот е првата фаза од подготовките да ги поминеме на Попова шапка, веќе во понеделник се качуваме горе. Таму имаме план да одработиме базични припреми. Потоа, доколку дозволуваат условите, вториот дел од припремите планираме да се спуштиме во Тетово. Секако, ако биде снежно времето, ќе бараме алтернатива некаде на други места. Во вториот дел очекуваме, договорени се веќе да одиграме и контролни надпревари. Првата контролна ни е на 5 февруари со екипата на Тиверија. Веќе на 12 играме со шампионот на Косово Митровица. Така да во тимот имаме веќе две засилувања за овој пролетен дел. Очекувам да се воиграме и како што се амбициите на клубот да ја освоиме шампионската титула годинава. Македонската репрезентативка Александра Марковска, која во продолжение од сезоната ќе настапува за Љуботен, очекува дека со добри подготовки и во игрување на екипата можат да стигнат до трофејот од првенството на Македонија. Добро да се спремиме со добра подготовка. Сега тука неколку дена во Тетово, посебно припремите, 7-дневните припреми на Попова шапка. Добро да се припремиме и да не следи добро здравје за иако заостануваме еден бод, мислам дека имаме шанси за да освоиме шампионска титула. Со добра работа и имаме одлична екипа, мислам дека имаме шанси за да освоиме шампионска титула оваа година и титулата оваа година да дојде во Тетово. Пролетниот дел од првата женска фудбалска лига на Македонија ќе започне во последниот викенд од месец февруари, односно на 26 и 27. Во првото пролетно, односно 12-то коло, на програмата ќе биде тетовското дерби помеѓу Љуботен и Шкендија.